сам старт, бракот, да кажам, ни беше катастрофален. Секогаш беше он што ќе нареди, он што ќе каже, ја работев, он парите ги зимаше од дуќан, ги коцкаше, ги трошеше на жени. И родив 3 деца со него, мислев дека ќе се подобри, меѓутоа се полоши и полошо стануваше. Знаеше да ми степа за буквално базирна работа, како да кажам. За безвеза нешто ќе се налути, ќе ми степа. И со големото дете морам да напоменам, тако беше, зашо и да се случеше, све големото дете беше криво, малтретирано, тепано од негова страна. Се до дента кога се случи семејново насилство, кога собрав храброст да го пријам. Зошто до сега не сте пријавиле воопшто за ваквите инциденти? Ми беше страв, зашто ми се закануваше. Носто беше, значи, цели овие 8 години беше со тоа, ќе те убијам, ќе ти сечам, на неколку пати ми се има заканувано и со нож, ми има давено. Да. Како ја гледале целата состојба децата, каде сте живееле овој период, овие 8 години? Значи, во мојата куќа што сум ја купила јас, живеевме заедно. Како ја гледале состојбата, секогаш се расправи со тепање. Ми мократи ден денеска дечињата, стресни ситуации. И од страна на бившиот невенчан сопруг и од страна на сестра. Многу бев и психички малтретирана, и физички малтретирана. Вие сте живеле заедно со сестрата на... Да, и со сестрата, и со мајка му, и со секој што почината. А каде сте живели изминативе 8 години, да не кажете? Изминативе 8 години во куќата што ја купив. Претходно сме живееле под Кирија. Под Кирија живеевме. Добро. Колку време сте живели во куќата што сте ја купиле? Од 2019. И сега вие каде живеете, каде живее господин? Господинот живее во куќата, ја сум под Кирија со 3 деца. Така, зошто таква е ситуацијата и дали сте се обратиле до институциите за овој проблем? Сум се обратила, секаде си имам обратено и во јавно обвинителство, и семејно насилство, и полиција, сите дигаат рамења, чекаат судот да реши што ќе се случи, како ќе се случи понатаму. Сега Немаат ингеренции да го избркаат. Додека не се реши, да. Он има поднесено предлог за судска забрана, да не можам да отуѓувам куќата, 4 возила на моје име. Еве сега, прошлата недела дозна дека му е одбиено тоа барање. И сега ќе се води постапка плюс за тоа. Постапка за Ќе да покренам се јас, така. да, ќе покренам јас, да се види што ќе се... Да, еве, сега да придеме како што велите најризичниот момент, мислам дека рековте декември 2 или септември 2025. Септември, значи, со сопругот почнавме да се караме. Стана да ме тепа. Извинете, сега не може многу, джаби ми се брагаците. Мудри при 2 бокса, па после во вецето мудри по стомак, каш изгубив свест. Со несестив, после избегав од него, во спалната ме давеше, се случуваше тоа претецото. И на крај во салонот ме зема и таму да ме тепа и со маса мудри по глава. Ден денеска дел од главата не ја осеќам. Во кратки црти. Не можам да го спорам. Значи цела ноќ се случуваше тепањето на 25-ти и до сабајлето ме седна во кола, ме однесе во пекарата кај што си работев, да се продолжам со работа, ме заптучи таму во дуќан. Он доаѓаше да зема, пошто правев пециво за 2 дуќана, го земаше он тогаш пецивото, за да не искачам ја да шетам на таму наму. И таму ми степа во дуќан исто. Ми се закануваше, значи, да идам во социјално да дадам изјава дека се откажувам од децата, да идам на нотар да ме припишам куќата и дека ќе ми сече на 101 парче и ќе ме фрли во 101 контингент. Се до први, така, до 1 октомври така се одвиваше ситуацијата, он ме носеше, ме зимаше, нонстоп бев со пратња, како да кажам, со сестра му бев цело време, не ми спушта од вид.
И на први вечерта во околу 2 часот наутро преди да ме се на работа, станав ја и избегав. На колена избегав и се упатив кај на пријателка и после отидов на ургент. Од ургентно ме прегледа, хематоми не знам на колку места утврдија. Со тоа што викнаа полиција, полиција ги викнаа семејно насилство и на почеток беше се не се секирете господјо, ќе си бидете вратени во куќата, се ќе си биде вратено, само ве молиме нема да се откажувате. Зашто имаме многу документации, запишување, да не биде само се да пропадне во вода. Ја им кажав дека не се откажам. Меѓутоа, како што гледам сега, затоа и многу жени се откажуваат, наискрено, зашто многу притисоци се прават, а институциите сите дигаат рамење, само се префрлаат топки. Полицијата ние не можеме без обвинителство, обвинителство не можеме без овој, и се си иде во круг. Каде го гледате застојов на институциите за вашиот случај? Тој инцидент, кога нели се завршиле во ургентен, кога ви рекли од полицијата не се секирете, што се случуваше понатака? Значи, застојот го гледам најмногу во полициската станица Ѓорче Петров. Најмногу таму го гледам застојот, бидејќи на неколку наврати кога ќе отидов да пријавам, значи, и малтретирање, вознемирување од страна на господјата, сестра му, додека беше господинов во притвор, со зборовите: ама господјо, уште ли не се ги решивте вие проблемите, ние ли да ви ги решаваме? Ја што на тоа им одговарам: па нормално, ја ќе дојам кај вас. Каде да се обратам? Значи, вие сте таа институција за поплаки, за жалби, значи ме вознемируваат. Каде да пријавам јас? Со тоа што со еден сметковуѓа што беше, не знам како се викаше, дури се искарав на шалтер, не кеше да ме прими во канцеларија. Се искарав на шалтер, да знаете од сега више и на вас пријави ќе ви пишуваме. Не можеме више ние со вас да се расправаме. Буквално тие зборови ми ги кажа. Сега го пријавувам и покрај ова решение што го имам за привремени мерки, он ме демне, поминува кај што живеам, кај што работам, а не сме до 100 метри да ми се доближува. Одам на 9 го пријавувам, на 21 го пријавувам, на 29 они ми утврдуваат дека писмено за јануари, да, 2026. Значи полиција ми утврдуваат дека писмено се известени семејно насилство и социјално, а оствари немало врска. На 29 више ги викнаа од социјално, од семејно насилство. Тогаш они дознаустре дека ја претходно сум пријавувала. Меѓутоа и семејно насилство дигаат рамења, сами викаат: вака немаме доволно докази, џаби да земаме записник што да правиме, како да правиме, све ќе пропадне во вода. Да се земеш да си го снимаш ти сам. Сега, од кога првпат се запознаваат институциите, односно кога се завршиле во ургентно, каде што полицијата дошла и направила записник, институциите понатаму што преземаат и што презели до сега, и докаде постапката и во однос на обвинителство и во однос на забраната која што ја има граѓанскиот суд донесен. Значи, на први одма го приведоа. На 1 февруари. На 1 октомври. На 1 октомври. Да, на 1 октомври одма го приведоа господинот во притвор. Обвинителството се започна, стварно итна постапка беше, пошто притворски предмет. На почеток не можам да се жалам дека не превзема и не забрза. Обвинителството го гонеше за насилството и за Заложништво. За заложништво, да. За присилно држање. Меѓутоа, од рочиште на рочиште, се нешто сведоци они зима, значи судиката јасно и гласно им кажа дека сведоци се само тие што биле на настанот. Сведоци беа само мајка му и сестра му. Од кои причини, како причини, сега не знам и ја не се разбирам толку, беа повикани и други сведоци од браната што, тоест неговите адвокати што ги приложиле.
Беа и они сослушани, колку што знам, пошто јас сега не идам на рочиштата, причина да не од стресот што го има. Семено насилство од тоа што ветуваа дека ќе се бидам братен на едно друго, ништо. Дигаат рамења. Само на тоа се вадат, судот што ќе одлучи. Во кривичен. Во кривичен суд, така. Кривичен. А кога е започната постапката? Крај на... Првото рочиште го имавме на 5 октомври. 5 октомври, на 27 октомври другото рочиште беше, и другиве не ги памтам кога. Имаше во декември, на 22 декември, имаше сега дури 16 февруари. И сега, судската одлука, практично што очекувате од судската одлука? Условно кажано, последици за самата жртва, меѓутоа и околу имотот. Да се вратите дома, така? Да. Значи, наискрено, сакам да се вратам дома, нормално тоа. Што очекувам, ја како очекувам, не знам да ви кажам искрено, бев голем оптимист кога започна цела оваа работа, меѓутоа сега како што гледам како се движат работиве и не верувам дека толку и ќе се заврши работа. Наискрено и затоа сега сакам да апелирам и до министерот Тошковски, ако можам да кажам, значи да малку да се обрати повеќе внимание на жртвите што го понесуваме ова. И да се види институцијата како се работат својата работа. Ја искрено не сум задоволна од ниједна институција. Само можеме да кажам од социјално. Од социјално сум горе-доле задоволна, колку што се можат во рамките на законот да влијаат, социјалното да. Иначе и од обвинителство не сум задоволна. Ви кажав, од полицијата па ич. А зошто до обвинителство, нели тие се покренули предмет во судот? Значи, еве се искрено ќе кажам, самата обвинителка Ивана ми вика, Ивана, што да правиме, он само се поминува. Значи, вчера го викнале во обвинителство. Со тоа што господинот се кажува неговија либи, дека само тој пат е за поминување. Тука поминувал покрај куќата, девојка му живеела тука, а ја знам дека тоа не е точно. И наискрено со обвинителката малку дојдовме у конфликт и кажав, слободно дојдете и вие, и господинот, па да се соочиме заедно, па да ви покажам ја од колку места може да иде на работа. Дека не мора баш од таму да поминува, кај што работам јас. Значи, според нели ова што го зборите, еден од најголемите проблеми е што едноставно не сакате да вознемирува повеќе. На 21 декември. 21 декември. 21 декември. Донесена. Додека заврши, очекувате да заврши судскиот процес? Па се надевам искрено, но како што гледам, се нешто само се пролонгира. И наискрено многу ми е страф и дека и нема некоја казна да добие. Претходно во разговор ми кажавте дека сега имате можности да поднесете нели барање да се исели. Како е таа процедура? Да, бидејќи чекавме, он има поднесено предлог забрана да не можам да отуѓувам куќата, колите 4 што ги имам на мој име, мој што си се. Има поднесено во кривичен, во граѓански суд, меѓутоа одбиено име тоа барање. Така да јас сега господинот е известен дека му давам рок да се исели доброволно, ако не, тогаш ќе поднесам јас кривична тужба да го иселат. Барање до полицијата да се... Барање до полиција, до суд. Госпоđо, за на крај, пак ќе ве прашам уште еднаш, што очекувате од целиот оваа ситуација, која што за вас е болна според тоа, што го кажавте, иде напад до упатите до институциите? Значи, сакам апел до институциите да упатам посериозно да се ги превземаат работите, особено мерката за привремени забрани, еве како мене што ми е решена. Не знам, стварно
не знам како да се изразам, многу несериозно се поставуваат. Исто така сакам и да апелирам, значи, што побрзо да ги решаваат ваквите случаеви, бидејќи не им е лесно на жртвите. Во мојот случај е најискрено испадна како онда е жртвата, онда е истепаниот, онда е избрканиот, а ја останав на улица. При моја све, при моја куќа, при мој возила, при мој бизнес, останав ја на улица со 3 малолетни деца.